Со вообичаениот марш по улиците на градот и собирот во паркот на револуцијата, подржувачите на шарената револуција во Кочани ги завршија овонеделните тридневни протести. Главна порака остана барањето за неселективна правда и повлекување на аболицијата за сителица. Со нешто поразлична маршрута од изминатите денови, граѓаните ги обиколија главните градски улици, повикувајќи ги оние што се уште се двоумат или се плашат да излезат да им се придружат. Како и претходно, маршот го завршија на почетното место во паркот, од каде порачаа дека остануваат на веќе познатите барања да нема амнестија за сторениот криминал од страна на актуелната власт, за што подршка добивале и од странски представници. Да не се лажеме, овој режим е спремен и да стави државата во заложништво. Спремен е да не изолира цела европска заедница и цел свет, само да останат на чело на власта и да си го спасат своето главиче и да се заштите од криминалот што го направија. Но меѓународната заедница е со нас. Знае и учествува во решавањето на оваа криза. Секојдневно гледаме како поранешни амбасадори чекорат со нас по улиците широм државата. И од тоа нема бегање. Знаат на која страна е правдата. Знаат на која страна е вистината. И ќе не поддржуваат во нашите намери да истраеме до крај. Довитковски додаде дека и покрај поддршката од страна, потребно е граѓаните да издржат во барањата за симнување од власт на сегашната владеачка гарнитура, за да се обезбедела иднината на државата. Но морам да ви порачам дека никој друг нема да ни ја заврши работата ако не си ја завршиме сами. Затоа, истрајно, одлучно, на улица, до кога? До победа, до враќање на слободна Македонија! Маршот и собирот на шарената револуција помина мирно и без инциденти. Организаторите рекоа дека во наредните неколку денови ќе направат мала пауза во собирите, но тоа не значело откажување од протестите, туку тие ќе продолжеле и во наредниот период.